Добро утро, почитувани слушатели. Се извинуваме за къснението от ovo утро, кое е от необјективни причини и неоправдани причини, затоа што јас успав. Еве Одиш на саботажа ке Стречко старата. Најобјективно, најреално ви кажуваме зашто станува збор. Да, и сега се извиниш затоа што си човек што се држи за себе. Извинувам на сите, значи на цела јавност, на сите и на мене. И тебе ти се извинувам. Која више на сите, па и на тебе. Значи на цела јавност. И ако ти кафенце си пиеше, дури ме чекаше сега. Да уживав. Не беше толку сега лошо да бидеме реално. И по пат така насонливо, на нерасонето, го смислив и насловот за емисијата од ovo утро, а насловот за емисијата од ovo утро е зошто американците ја сакаат држава повеќе од нас. Нема да се изјасним. Ивица, дали ти свига насловот? Не. Зашо? И како може американците поише да сакаат оваа држава од нас? Па еве, ние како држава не можеме да го затвориме овој што како се вика Рамис Мерко со години, затоа што нели е имал високи конекции во обвинителството и судството и 16 пријави против него не ни стигнале до судење. А еве американците дојдоа, го решија човеков у 3 дена, го стаја на црна листа, вчера Дуи го замрзна неговото членство, Ковачевски го повика да си даде оставка, денеска има пресконференција. Кој има денеска пресконференција? Рамис Мерко. Аха, добро. Што се очекува? Па се очекува навистина да си поднесе оставка. Добро. Овако. Сега работа е добро, ако поднесе оставка, поднесе на жукеме таму избори, така? Кажи во Струга. И? Ама не, од друга страна, па сега што е тука една интересна работа. Добро. Интересна дисциплина. Што? Како бре, он само он ли да си отиде се од цела работа? Он е алма матер на цела влада на Дуи. На корупцијата, мислиш? Не, на дипломите. Го знаеш мојот став, мислам дека, нели? Зашто американците поише сакаат Македонија од нас? Зашто ние до сега не сме го изолирале од нашето општество овој нели криминалец условно кажано, иако не е пак речем, не е бирото на портпаролот на Стейт Департментот не е замена за правосуден систем. Значи јас тука имам издвоено мислење, сум ти кажал, мислам сега издвоено и моje мислењето, не знам да ние не може тука да изиграваме. Ама американците сега се воодушевуваме, прво не ги знам фактите околу таа одлука, не можам да извини. Го виде соопштението е 2 параграфи. Ја од тоа не можам ништо да заклучам. Ти знаеш што е најсмешно цела работа. Да. Значи, против него во суд. Добро. Нема ниту една активна парница. Значи он има чисто досие. Он е судски кривично правен. Судски он е чист, за разлика од не. Добро, ма мене ме интересира. Не, слушај што е. Вчера излегува судски совет. И дава сообщение, судски совет, вика, дека они ќе извршили инспекции на случаите против Рамис Мерко, кои што не постојат. А такви случаи не постојат. Па како на што ќе прават инспекции? И ја го читам вчера, тоа јас се поставам прашањето, ќе го поставам, добро, овие здрави ли се, што зборуваат? Значи сите случаи се заглавени негови во обвинителство. Добро, а за подписот на договорот за Бехтел и Јенка кој ќе одговара? Не знам кој ќе одговара сега. На чија црна листа ќе завршат тие? Не знам сега, тоа е друг. Но исто има многу интересен феномен тука. Кој? Знаеш ствари која е главната негова корупција? Не. Во Струга осветлувањето е... Не знам, од тие 2 параграфи не можам да заклучам. Сега да ти ги дообјаснам случаи, овие случаи по медиуми се пишува, и многу интересно се загледа. Еве еден од нив да ти објаснам, од корупцијските случаи. Има во Струга она фирма за осветлување, така? Добро. И таа е во собственост на општината. Значи е јавно-приватно партнерство. Некакво каде што граѓаните плаќаат сметки за струја, за уличното осветлување. Не бе јавно предпријатие, значи. Јавно предпријатие, да.
Што е суштината? Што? Универзитетот на Мерко го тужи ова јавно предпријатие дека имал недоволно светло. Каде? Пред универзитетот, там на нивната улица. Добро. И одат на суд, и нели секојаш кој има граѓанска парница, прво викаат, ај седнете, спогодете се. Да. И јавното предпријатие и универзитетот на Мерко се спогодуваат некакви 3-4 милиони евро оштета да му плати на универзитетот. Не разбира, значи Мерко се договара со Мерко од државни пари да му даде, пошто недоволно било осветлено. Ето ова е еден пример за корупцијата, и оваа корупција со години не процесуирана во Вчера јас ноќе се враќав во Србија и цел град беше неосветлен. Кого да тужам вака сешно, вака 4 милиони евра фрштат. Дај ние да видиме некој динар тука, Лјупчо. Не ги види се, ЕПС, она што сакам да она што го зборуваме. Ајде бе да ги видиме овие работи, нели? А не два параграфи, што навистина не можам ништо да заклучам. Ама не, на страна тие два параграфи. Мене ми се во друга работа смешно. Што? Ова со јавното осветлување беше тема на сите медиуми во државата. Ова е пишувано. Да, сега нешто сите од земја се трескаат. Не. Значи е пример ќе ви кажам. Алијанса за албанците предизборни спотови има правено со овие работи. И нив сега и на Ковачевски, сега на Али Ахмети му текне да го замрзнува членството. Значи ова што го имаат американците, фактите врз база на кои они заклучиле дека Рамис Мерко е корумпиран, ги имаме сите ние со години, и неговите предпоставени ги имаат со години, и до сега никој не го изолирал. Па сега неговите предпоставени ги амнестираш од овие работи. Не ги амнестирам. Тие па не знаат овако што се случува. Тие му укажувале тоа да не го прави, сакаш да кажеш. Да. Ајде се, кој е веројатноста во проценти? Кажи ми дека Али Ахмети го седнал и му рекол, Меркове, види што пишу медиуми, навистина вас си го направил. Дај те молам, немој тоа да го правиш. Можеш си замислиш таков разговор? Ја мислам дека разговорот е колку тоа е за партија. А може и уста е договорено. Ама сега прво Рамис Мерко ги крадел, ете стружени. Така. Океј. Не треба да иде у затвор за тоа, дефинитивно. Но, што по американците толку се притресува за стружани? Не знам. Искрено, мене ми е Вака малку... човек, интелектуалец. Ќе видиме. Вако. Ерудит. Поет. Не поет, рецитатор, нели, Орелски крилја, как да се метне, ја рецитираше ти текно. Да, стварно не разбирам ја. Мене не ми е јасно. И мислам дека Америка си има своји проблеми. Овако. И во ред, знаеш. Може ли ние треба да си гледаме нашите проблеми? Прашање, што е следниот чекор, дали да очекуваме домино ефект во ДУИ? Што значи тоа? Па, да има и кај други функционери, не знам тоа, не сме за толку информирани. За тоа нека најдат тебе имейл таму, нека го прашаат там портфолио. Мене тука друго ми е во ситуацијата во однос на ДУИ. Работа е дека ова на ДУИ не им пречи. Знаете, почитувани слушатели, во Македонија не постои човек кој мисли дека Рамис Мерко било кога е поштен. Едно време не беше Али Ахмети на некоја црна листа америчка? Не, Али не беше. Не знам дали го видовте она вчера. Беше Джевата Деми, така? Да. Значи на ДУИ не му ева премиерна. Да, Джевата Деми е првиот. Ама Джевата Деми не е за корупција, сигурно. Нешто со она беше поврзано, небитно. Добро. Еве сега вчера излезе во македонска јавност, и ние македонците имаме една генерична грешна нели перцепција, секогаш работи да ги гледаме низ нели етничка призма. Да. И сега нели албанец ја купил Соравија. Не е проблем што е албанец. Не, ја го искрено, значи вчера се расправ со еден мој пријател околу таа тема, мора ти кажам. Тоа се глупости. Значи не е проблем што е албанец. Да.
Проблем што има 23 години е внук на Али Ахмети. Да, еден од партнерите. Тоа е проблем. Тоа е проблем. Сега што значи проблем. тоа? Тоа значи дека знаеш, ке видиш, синот на внукот на Али Ахмети, синот на Заев со струја, сопругата на Ковачевски со државно земјиште. Абе, многу успешни бизнисмени во држава. Значи, Ковачевски и продаде државно земјиште на својата сопруга. Замислете, премиерот Ковачевски подпише документ со кој што на фирмата каде што е собственик неговата сопруга се продава државно земјиште. Ма рече дека се издвоил при гласањето. Ама, значи, Ивица, ти си се издвоил при гласањето за околу признање на Косово поради свој личен став и поради тоа што нели имаш потекло какво што имаш. Не може ти да се издвоиш за пари од мислење, да, затоа што тие што одлучуваат, ти си им предпоставен, бе господине Ковачевски. Како може ти објективно да расудат дали да ја дадат на вашата сопруга? Генерално во Македонија имаме земјиште или некоја. Вие сте ги поставиле таму, знаеш. Ке се согласиш со мене дека генерално во Македонија тоа е проблемот. Значи, ај прво да кажам што е зошто не гледам никој проблем ако ова броење на етнички инвестиции што ми е тоа ми е види. Ако Соравија е бизнис. Онаа зграда, ако не се изнајмува така, ќе пропадне. Сега, не знам која е компанијата што е партнер на внукот на Ахмети. Таа компанија, веројатно, не знам, може е легитимна, може и тоа е некој параван. Ама за едно сум сигурен, ако е легитимна компанија, ако ги бива тоа да го работат, ќе го работат. Ако е параван, тоа ќе пропадне. Ниту еден политички бизнис во Македонија не успеал. Дури еве и нашиве олигарси на кои што ги дадоа фирмите, затоа што не знаат да се снајдат, огромен дел од нив во пазарни услови пропадна. Тие знаеа да функционираат во услови кои беа монополи во Македонија и кога јас и ти бевме принудени да ги користиме нивните услуги или производи. Но во пазарно стопанство не може да се снајдат луѓето. Иако вака на подарок им се, значи тие легнале во кревет како директори, ништо по богати од своите секретарки, станаа како газди на економијава. Со една политичка одлука 500 фамилии овдека станаа капиталисти. И не бива таа работа. Значи ти мора нешто да работиш, така? Во оваа земја. И ова зошто нервира? Прво ова нервира го викаат како го викаат во политичката наука, го викаат однесување за изнудување на ајде па ќе преведеме македонски ова изнудување, истицување на буџет, би го рекли на македонски. Американците го викаат rent seeking behavior, на англиски се вика, или однесување, нели, за цедење на рента. Тоа е еден тип на корупција. Друг тип на корупција се вакви бизниси кои што се монополски и бизниси кои што се политички со политичка поддршка. Не бива таа работа, Липчо. Не бива таа работа. Да, значи, еве утре за утре ќе бидеме во Европска унија. Веќе е приватно и во собственост на австријски собственик. Тоа е приватна трансакција. Да, приватна трансакција. Да, никој не го спори тоа. Но таа приватна трансакција, знаете како и некои фирми во држава кои беа рекетирани и кога им беше одземан им по приватна трансакција и тоа што Силјан Мицевски му дал пари на Боки 13, нели? Да, исто и ова со Филип II е многу индикативно. Исто и тоа е приватна. Дали ја виде го кулмината на Геро? Ја видов. Значи, ако е вистина дека вештачки оборување на цената од двајца поранешни функционери на СДСМ и на државата, тоа е многу лошо. Тоа е многу лошо. Да сме здрави и живи. Тоа е многу лошо. И сега, ајде се враќаме на темата. Се надевам дека Жан Митрев ајде се враќаме на темата. Еве го спомнавме Стейт Департментот и неговите соопштенија и неговите црни листи. Не бива бе Љупчо, знаеш, пак ќе речем, не може да е замена. Бе не само што не може да е замена. Значи прво. Ајде прво. Значи вака да ви објаснам. Знаете ли, почитувани слушатели, зошто на никој во светот не му одговара овде да нема корупција. Сите сакаат, нели, големи сили и да мали сили и мали сили да има овде корупција. Затоа што кога има овде корупција,
те може много по-лесно да ги остварат своите интереси. Че да ги оценуваат оние кои са корумпирани. Да им правят ова, да им правят она. Кога нема овде корупција, ние сме заштитени. Пример, ако немаше овде корупција, ние никогаш немаше да го смениме името. Никогаш. Затоа што прво немаше ВМРО ДПМН да падне од власт. Точно. Второ, немаше да дојде Зоран Заев на власт. И трето, немаше Зоран Заев никогаш да стане лидер на СДСМ. Значи, имавме една сосем различна историја, доколку ние во држава немавме корупција. Корупцијата те отвара за влијание. Сите наши несреќи, и национални, и политички, вакви, онакви, се поврзани во делот на корупција. И види, има и други работи, има и незнаење, има и... Има се, да се разбере. Па добро, и незнаењето е продукт на неквалитетни кадри кои влегле на универзитетите благодарение најчесто на партија или на непотизам, што исто така е форма на корупција. Да. Да се разбереме. Сега, ова со Соединетите Американски држави си имаат тие своја одредена агенда и сега еве ни го сервираат нас Рамис Мерко. Ние го прифаќаме сервирањето нормално, затоа што станува збор за наш функционер. Не поставите си го прашањето зошто не го се сервираат, не знам, Венко Филипче. Зошто не го сервираат Али Ахмети? Не заборавај. Зошто не го сервираат Димитар Ковачевски? Зошто не го сервираат Зоран Заев? Во моментот... види. Знаеш, затоа што тие се главниот извор. Мерко украл милиони. Ја не викам дека не украл. 1 евро за вицето, се сеќаваме. 1 евро за вицето беше онака јавно. Сите видовме што се случува и Заев судот го ослободи. Да. Истото. Не беше за мене беше фрапантно тогаш, се сеќаваш дека зборувавме со многу луѓе кои што кажува дека бил наместен. Како може да е наместен бе некој што бара корупција? Не, значи прво. И второ, не може тоа што Рамис Мерко си плакал оштети сам на себе да е корупција, а тоа што Димитар Ковачевски си доделувал земјиште сам на себе да не е корупција. Сте размислиле понекогаш, почитувани слушатели? Затоа што амаунтот на корупција што може да го направи еден струшки градоначалник, колку и да е корумпиран, е многу помал од амаунтот што може да го направи еден премиер. Да, премиер може да направи. Да. Сега, кога... Вкупната сума, Јас ви кажувам, ова утро и нека ме тужи Ковачевски, ќе идеме на суд и ја ќе докажам како он е дал земјиште на неговата земја, односно владата која тој ја води, иако си изземал, па и веројатно и Мерко си изземал, фирмата имала таму некој директор. И ваму ректор имало некој. И ректор имал, па после на приватна сметка и на ректорот за дома му плаќале оштета. Значи истото што го правил Рамис Мерко, го прави и Димитар Ковачевски. Зошто Димитар Ковачевски не е на листата на Соединетите Американски држави е прашањето кое ќе треба да го одговорат од Соединетите Американски држави. Проблемот е што ние не можеме да ги прашаме, затоа одиме со реклами по кои се враќаме во вториот дел од нашата емисија. Почитувани слушатели, се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Трагедија во подморницата Титан. Добар, не сме таков тип на емисија. И најдоа починати, се повеќе не како да кажам, не подсетуваме ние на подморницата Титан, нели, како држава вака со ова понашање што го имаме. Доаѓав са бајле на кај работа и по пат вртев, затоа што ја следам конкуренцијата, вртев радиостаници. Бе, те прашам сега, чекај пред да идеме на таму. Джевдет Харедини вели се издржи Али Ахмети, а не имам да се истражи, него едноставно да го прашаме што му е бројач на пари у канцеларијата и текна. Од таму да тргнеме. Не може па е сувенир. Знаеш, некои уживаат. Сакаш да кажеш некој вака подарок со емотивно значење? Да, бе, нели, например, има многу уживаат само ками, револвери да имаат како сувенири, он си прават култ кон тоа. Ме разбираш, он си има... Он е постмодерен лидер на герила, па нема калашников, туку има бројач на пари. Добро, ви се ова ти држи некоја, вака, добро.
Ова е многу интересно. Добро прашање, ова вчера го приметив кога возев. Не знам дали знаете, например, под мостот кај Мавровка, тука тој што е под подвозникот, има огромен транспарент, ја сакам Чамерија. А нели како се викаше овој синот на Артан? На кој Артан? Друби. Добро, што правиш? Нели имаш некој име тамо со тоа Чамерија поимене? И сега одма да ви кажам, да речеме, ние сме во фаза на реализација од страна на Грција на таблите што не ги менува, или согласно Преспанскиот договор. Сега ние вака директно да ја провоцираме. Имаме, благодарение на Зоран Заев, имаме огромно подобрување на односите со соседна Грција. И сега оваа провокација кон Грција во однос на тоа ја сакам Чамерија. Добро, што значи? Се потресе Грција, што во Скопје има графит, ја сакам Чамерија. Не да се потресе Грција, но навистина сега не за територија што не постои официјално. Ние сега тука чемеријски сепаратизам на јавни објекти, тоа е јавен објект, закачени во Македонија. Зашто не стават, не знаме, за Каталонија, за Баскија. Даде морал еден. Значи, ме разбирате сега што сакам да кажам, ова е не може, дури мислам дека во Албанија нема вакво нешто. Не има сигурно. Знаеш, како се беше она. Српското име на луда налази се свуда. Ова нешто посета она графитот пред почетокот на војната во Босна, некој напиша тамо во Сараево на еден огромен убав зид. Ова е Србија, на српски, ова е Србија. А испод тоа некој му напиша модело една, ова е пошта. Така што, сега па проблемот е што не го нашле таму да го казва, для камери има некој едно друго. Ја мислам дека од општина е пишува сега? Не, ама не е ова цртано. Не е ова цртано, ова е мурал демек. Не е ни мурал. Што е? Ова е као банер. Као банер. Па нека го тргнат, ајде што те. Па како ќе го тргнат кој веројатно општината го поставила? На албански ли пишува? Кој? На англиски I love Чамерија. Се, добро. И? Значи, па како и наша држава промовира добро. Еве вчера Оливер Трајковски ми вели тој ако некој се да стави на слободен Тибет. Љупчов вчера многу добро се согласуваше со Павле Богоевски. Да, видов една уште не сум гледал тоа, една трансформација во господинот Богоевски, позитивна за мене. Значи, окей, вака. Шо при себе другарот? Па нешто во невладин сектор е, окей генерално. Шо беше муабетот Љупчов? Ова со Рамис Мерко, нели? И што заклучивте? Па дека е циркус, и двајцата заклучивме и се согласивме дека не може да заврши одговорноста кај него, туку кај оние кои го поставиле, нели? Да, граѓаните го гласаа на крај. Он малце поише на и удри, но јас подсетив дека СДСМ е не малцински партнер, тоа е на ВМРО терминологијата, јас СДСМ ги нареков македонскиот огранок на ДУИ. Па мислам дека го поддржа и Мерко, нели таму? Нема против кандидат, така? Не, Зоран Заев, кога беа изборите во Струга, не само што го поддржа, зборуваше на негов митинг и нарече, го заврши својот говор да победи честноста, да победи Мерко. Не знаеш тоа? Не, ја мислам дека Зоран Заев нема да биде предмет на обработка на историографија, на политологија. Па не знам, шоу бизнес бе. Не поимливо е ова човекот е. Да бе, човече, да победи честноста, да победи Мерко. Боже Господ. Боже Господ. Не знаеш тоа? Не знам. Знам дека им беше заеднички кандидат, така? И се види, и за тоа мора да внимаваме. Пази, на крајот го бира граѓани на избори Мерко. Како се викаше во Хрватска, што исто сега ги откриваат корупцијата, кога почина човекот.
Како се викаше бе тој вечниот градоначалник на овој Бандич? Да. Мерко е дел од такви ликови. На Балканот не е единствен. Или како се викаше во Јагодина? Предходно Зоран Заев овакво што е го јануари 22 да победи честност, еве го цел говор има, сега го имам видеото пред мене, ама големо е, пола саат го фалел Мерко човеков на митингот во Струја. Не беше министр за инвестиции? Да. Значи не... Луѓе... Не, види, тој факт мораме да го спомнеме. Таму граѓаните на Струга го избра Мерко. Сега, како да кажем, ја разбирам и соопштенија на State Department, меѓутоа граѓаните бираат. Доколку Мерко не си поднел оставка, наводно ќе бил онака целосно исклучен од ДУИ. И одма сега ќе ви кажам, во овој момент, почитувани слушатели, и вчера Ковачевски тоа вика, очекувам, вика, дека Мерко ќе си поднесе оставка, значи вака премиер Ковачевски, ја да ви се обратам, ја очекувам, ако стварно имало криминал, а еве, ја и кажав еден од можните криминали ово утро, не вие да очекувате он да си поднесе оставка, вие имате министер за внатрешни работи, имате истражни органи кои ги раководи Министерството за внатрешни работи, кое е составен дел од владата, каде што вие назначувате министер, каде што вие назначувате директор на безбедносната служба во држава. И јас очекувам вие да го уапсите Рами Смерко. Што фајде имаме ние доколку Рами Смерко? Ама како ќе го опсат бе, како? Ајде, еве, случајот е ова што го кажа. Добро. Ама чека дали е тоа обработено, дали е направено. Па ќе го обработат и ќе го направат тоа. А не сега тука да ми кажуваат они очекувале оставка од Рами Смерко. Може па стварно е целосно невин човекот. Ако очекувате оставка од Рами Смерко само поради тоа што тој бил на црна листа на САД, ние немаме никакво фајде. Никакво фајде немаме, еве јас зборам исто. Ние фајде ќе имаме доколку имаме еден транспарентен судски процес во кој што навистина ќе биде транспарентен и навистина ќе вроди со плод. А некако, не знам, Драги Рашковски, што еве го се шета слободен човек, си седи по кафани. Некако Сашо Мјалков, кој слободно се шета, си седи по кафани. Некако Зоки Кичеец, кој што додека беше во затвор, направи сообраќајка и прегази човека, требаше да биде во затвор, беше слободен човек и сега последната информација ми е дека целосно е излезен од затвор, сега си купил Порше. Низ град се збори. Кој тоа? Кичевец. Човек кој требаше да биде во затвор, додека беше во затвор, прегази човек, сега веќе му и тоа одлежано и он се добро, нели он па добро, и он беше дел од таа екипата околу Заев, нели? Да. И околу екипата Мухамед Зекири, околу Преспански договор. Мухамед Зекири исто така, иако се води судска постапка против него, во моментов е слободен човек. Сега немојте да не убедувате вие како бе луѓе за многу помали кривични дела, за многу помали криминали со години заглавија во затвор. Кутрана Гордана Јанкуловска не може детето да си го види? Да. Не може, а овие човече што СДСМ излегуваат одма од затвор, одма се слободни луѓе, одма се во отворени оделенија, одма се ова или одма се она. И сега вие ќе не убедувате нас дека има тука некаква правда со тоа што Рами Смерко ќе си поднел оставка. Не го разбирам ова, види. Мислам, не ја разбирам еуфоријата околу него, мора да ти кажам. Воопшто не ја разбирам. Воопшто не ја разбирам. Добро, донел State Department, ама има правосуден систем дека што му е работа. А не правосуден систем ќе се активира на соопштение на америчка амбасада. Како тоа? Да. Ај се што знам француска амбасада, еве нека каже нешто. Италијанска. Мислам стварно е. Еве почесниот конзул на Луксембург Пеџа да видиме што мисли. Другата недела сакам да го имаме во студио да еве он разговараме. може да каже некој црна листа треба да се стави што знам. Еве. Силјан Мицевски е почесен конзул на Србија, може и он има некоја црна листа. Мајо Бојаджиев Чиф беше таму. Овако. Почесен конзул. Да ги чуеме се.
Анита пеше на Канада почна. Да. Исто стратешки партнер на Македонија. Точно. Земја од НАТО. Да. Така. И дај сега судски систем ќе се јави како почесен конзул на здравиот разум. Еве, Ненад Значи- Јаничиевиќ од Перу е почесен конзул. Кој? Ненад Јаничиевиќ адвокатот. Да, покојни Маличи кај беше на Мексико. На Мексико беше, да. Добро, сега тоа е испразнато е тоа место. Ама еве, Јас сакам да го земам. знаеш, Перу, знаеш, Перу. Што процедура е тоа да стана почесен конзул на Сега Мексико? треба да те изберат од земјата. Па да бараат тука конзуларен патент, нели така се вика тоа. И потоа, ама нема да може, нема да може после со мене вака да коментираш секој утро, затоа што тоа Тоа ќе значи... бидат ставови на Мексико. Да, Еј, штета. ништо. Ја па баш сакав тоа дипломатските таблици. Пошто на тие не им ставаат шепа кога паркираат без веза у Скопје. Не, има Така. става, сега види. Сега поинаку им ставаат, ама не може да ги казнуваат, само ги фактурираат казните, знаеш. Да. И сега пристојни амбасади си ги плаќаат, непристојни не си ги плаќаат. Еве Зоран Зоран Дуковски убаво забележува, согласно со тебе, вели дека ова се што се случува е одвојување на јавното мислење од Бехтел и Енка. Виж сега, може и така да се толкува. Ама не може, види, Бехтел и Енка толку тежи, што мислам, не еден треба, не знам, треба 100 рами смерковци вака некако да ги видиме на вако. А на крајот на крижот тебе пак велам, што е причината? Ја не можам да кажам сам, мене Мерко не ми се допаѓа, вака мене Мерко ми делува корумпиран. Мене Мерко стварно навистина кој многу работи ми делува. Ама би сакал да знаме бе, што е тоа што довело до оваа одлука на американскиот Стейт Департмент. Во моментов не можам да оценам. Од око. Нормално, ниту имам имот, ниту таму граѓанство, ниту гласам во струга. Не можам да кажам. Многу не знам интересно, што Ковачевски вели дека не знаел тој за криминалите на Мерко. Значи, ајде од ВМРО да не паметно го прашуваат, а знае ли за бизнис нели центарот Соравија кој го купил внукот на Ахмети? Да, е. Да. Види, тоа ова треба да се истражи сега. Ај сега, нека отвори постапка обвинителство. А чекајте, ќе почекаме за 7 години ќе го стават може с внукот на Али Ахмети на црна листа на Америка. Или ќе пропадне ова инвестицијата затоа што не знае да работат. Што е поверојатно. Што е многу поверојатно. Да. Ова е македонската реалност, сега додека сите они се згрозени од Рамис Мерко, они го повикуваат Рамис Мерко на тоа да си даде оставка. Во Дуи му го замрзнале членството на Како би изгледа тоа замрзнување на членство и на функција? Ајде. Па Бранко го измислил Македонија. Добро, знаеме, Ја претходно не сум видел некој да замрзнал СМС, он им даде нов термин човеков. Добро. Кога замрзна членството во СДСМ. Он сакаше друго да каже, не сум активен веќе. Он си отиде од СДСМ, тоа беше, само не кеше толку многу сега да биде тоа радикално. А овие сега го изфрлуваат од партија или Не, нема више да има никаква функција во партијата. И додека он сега не покажал пред нив дека е пред судот на честа на партијата дека он е невин. И тоа има дуи? Па не, ама веројатно има нешто, не знам. Се додека кои се членови на судот на честа на дуи? Чекај, ај ова е интересна работа. Дај да ги откриеме луѓе. Бас ќе најде. Би сакал, знаеш, да ги запознам, да видам како одлучно. Ние со години бараме поштени од дуи, не може да најдеме човек. Ко Диоген со свеќата и текнема кој одел по Атина по улици на средење барал човек. Да. Судот на честа на дуи, ова е добро. И да биде најинтересно. А слушај, а Рамис Мерко може тука да постапи кој Јосип Брз Тито и да каже, нели, јас да го признавам само судот на вчера ова иако ви делува како глупа забелешка, но е многу важна забелешка. Вчера дежурниот новинар на Лидер знаеш што забележа? Дека ставот на Дуј ова дека ќе биде замрзнато членство и така натаму беше соопштен на пресконференција на Бујар Османи во Министерството за надворешни работи. Значи не беше соопштено овој стап во Речица. Во Мала Речица, туку ова Бујар Османи во МНР го соопшти. И сега тука се поставува прашањето дали МНР и ДУИ се едно исто. Во МНР тоа било. Да, што знаме на Македонија, на МНР, пред пулт на МНР и така натаму. И на прашање новинарско, каде што секогаш во такви ситуации, тоа е партијата, ова е државата,
ќе ви соопшти партијата. Значи Дуи не го соопшти тоа како Дуи, туку го соопшти како МНР. И сега тука зборуваме на поделба Да, не е на ова власт. ред, треба да му се забележи на Бојар Османи, не требало да го стори тај, веднаш да му кажем. Не е убаво што го направила. И тоа вчера го забележа. Како беше тоа одвојување на партијата и државата, едно време ти текна тоа тема беше во Македонија, така? Да. Е па каде е сега тоа? Ова не само што е одвојување, туку е изедначување на дворешната политика со Македонија со политиката на Дуи кон Рами Смерко. Дека одвојување на партијата и државата, ова е одвојување на Мерко од партијата. Да. Ова е нешто ново. Значи, тоа исто е индикативен момент за тоа како Дуи ја перцепира или оваа држава, како што ја перцепира. А знаеш дека би бил добар подкастер Мерко? Па може да го земе. Ако се поднесе оставка од граначалник. Црна листа на Радио Лидер. Не, може емисијата да му се вика црна листа. Па црна А листа. има таму бе некој чуден смисол за хумор ти текнува. Овој како се викаше тој што го тепа за кој се претпоставуваше дека дел од подземјата, овој Дилавер Бојко. Во неговото кафуле, знаеш, над зидот што беше ставено огромна фотографија. Што? Како двајца полицајци го приведуваат со листици. Па да, во нивниот... Значи има тука не, значи стружени имаат некој чуден смисол за хумор. Па не е тоа Така слушен што- смисол за хумор. Туку Па тоа е дичење со себе дека биле апсени. Ја, например, тоа ми е едно од поголемите порази во животот, што никогаш не сум имал лисици на рацете. чекај. Јас сам сум си идел у станица, знаеш. Тоа е докажување на машкост, бе, ало, ја апсен сум бил. Одвојување на партијата и од државата, одвојување на Мерко од Да, партијата. двата процеси беа некако Оф, леле. споени. Значи, од Бујар ќе замолиме да одвои партијата од државата, од Бојар Османи, а ова е интересно. Па не, добро, види. Треба можда и Рами Смерко да го одвоиме од државата. Како да го одвоиме државјанин не Па, знам. одвојување на човек од државата се случува во Идризов во шутке. Добро, ме и тие Тоа се е одвојување од државата. Го одвојуваш од општеството, нели, како негативно. Како беше, дај молим те Заев, ова ми е хит утро. Шо? Да живее? Да победи честноста, да победи Мерко. Не. И тоа многу му се Не, смеевме ама, тогаш. не, знае, па како да не му се смееш? Ама јас све памтам, знаеш зашто? Се види, Затоа што за Мерко можеме многу да најдеме епитети, ама честност некако. 2017 година, значи измеѓу изборите, нели, локални 2017 и после, Заев имаше една изјава дека него му е дека една од најголемите грешки на СДСМ е што го поддржале Мерко. И тоа го имаше кажано Зоран Заев. За 4 години подоцна да отиде на пресконференција не на пресконференција, во кампања за Мерко и пак да го поддржи Мерко. Страшно е. Со овие зборови, да победи честноста, да победи Мерко. Ке Заев имаше, види се вака гледам од А предходно каза дека му е најголема Кога грешка. гледам вака од ретроспектива имаш една поетика. Вака како да не види ова. Не знам како да кажам. Абе види, нема што да знаеш што да кажеш. Човече, додека. Пусти. Значи ние сме сите во Македонија. Ова не види, ова ни Холивуд, Ние види. во Македонија. Холивуд, Сите кои се види. појавуваме на медиуми да анализираме нешто. Сме лоши аналитичари затоа што тука треба да имаш психијатри, психолози, театарски критичари. Такви луѓе треба да ја коментираат Нема, чекај, ова во друго држава. сега да ти кажам, знаеш. Ја мислам да се истовари овде цел продуцентски состав, цел Холивуд, цел Боливуд. Нема да може да го барботат Зоран Заев 200 години. Значи, тие 5 години Претешко, тоа серија не може да не, се. буквално уште која беше ова како се викаше местобљустител што викаат во црквата на Да. чувар на столчето на Бранко Панава каде текнува, ке даде изјава, пак се објаснуваме тука 3 недели. човекот Што сакал да каже? Првата девојка од кај му беше Каде не беше? Еднаш каже од Дојран, еднаш каже од Радовиш, еднаш каже од Горњи Горњи Милановац. Значи Па ти- нешто хрватска и шо беше таму, не знам. Значи ја стварно не еве исто и ова со Мерко. Да, и она кога замрзување најде како беше кога
метри кубни у секунда на квадрат, тоа значи забрзувале вака метриве кубни. Сидрото што влезе напред. Не, овако. Како беше она, или најпознатото, вика, ке го донале Зоран Заев, вика, за да го смени уставното име. Ајде мајката. Леле. Да живее честно, значи, од сите епитети што ќе не речи вака. Да победи Мерко, да победи честно. Не, за Рамис Мерко можеш да најдеш на вистина епитети еден куп. Бе види, не е лош градоначелник генерално. Се вака и македонци се фалат многу од него. Зашо се фалат? Абе, обично такви пајташи знаат да прават нешто добро и за општината. Па те колку бандич направи, он краде, да, ама таму е логиката дека за да крадеш треба и да градиш нешто, така. За разлика од логиката на овие од СДСМ дека за да крадеш не треба да градиш. Он си има некоја таква логика, човеков. И сега реално хортикултурно средене струга, има чатпат утки од типот на тоа Дрим кој го направи со виолетови светла од доле која вградува, а после кој му кажа дека ќе изумрат јагулите ради тоа. Некој такви ра. Значи, кој ги тикуваш? Ради него ли ке беше што ќе изгубеше УНЕСКО статус езерот? Да. Абе ти знаеш што направи ликот? Она ше... Нели има... Ке вика светла, што ќе јагулите? И тоа виолетово, знаеш, она селјачко на шо пршти, кој идеш у... Као на оние свадби на новопечени бизнесмени, така нешто. Знаеш за кој е виолетово? Знам, она... За која виолетова нијанса? Па таа ја опна доле у Дрим внатре. Селјачко виолетово, така. Селјачко виолетово. И Моабетов беше, ало, јагуливе ки изумрат од ово, пошто реално они се чувствителни. А зашто ги стави светлото? За тако убаво да изгледало, ме разбираш. Он го модернизирал градов, футуристички станувал. Ти не знаеш што правеше, мислам се, жити све. Имаше лудила кај него многу јаки, па тоа градењето тамо по без дозволи, без ништо, која во град заштитен во УНЕСКО. Мене ми покажуваа клипчиња стружени од на овие, кажи ги да селските црковни слави. Тоа е, он е народен човек. Да. Кај него идеш, тропаш, ти завршува работа. Не, селска црковна слава, некој манастир слави таму во села околу Струга и гледаш, значи хайлайт, врвот на целата работа, со знамето од Кутлеш, орото го води Рамис Мерко. Да, не, има. Иде у позадина нешто, каде сте македончиња, нешто. Не, патриотизам, земја македонска и така натаму. Да. Значи он не е класичен националист, тоа да се разбереме. Не е класичен националист. Дури мислам и дека не е воопшто националист. Не, имате нацрта некоја интересна таква. Многу интересен е. Нели се сеќаваш Орелски крилја как да си метне. Да, кога е голем цела песна изрецитира. Сега тоа колку е искрено, колку е затоа што во Струга па не можеш да победите без македонците, без гласовите на македонците и тоа е интересно. Да. И сега ако даде оставка ќе биде таму, ќе остави голем вакуум, како биде тоа. Не, ова сега си го замислам на што личило тоа со светлата удрин. Ти не знаеш, има слики и скочија луѓева. Почна активисти да се собираат нормални ли сте вие. Бог да чу. Да, светла во Дрим, чеки сега ги си кажа. Светла во Дрим, да. Не, има јаки изблици. Тоа како НЛО изгледало, изгледа нешто. Ужас. Изгледаше као предградие на Истанбул. Еве ги. Не, си извинувам, не е виолетово, плаво е. Гледај го Дрим као. Па после кога му дадоа овакво активистите кои се жалеа, па ги смени ламбите у зелени ги направи. А деме ќе гуливе тоа не ги... Да, и после му кажува дека не е проблем до бојата, туку проблем е дека уопште ти ги иритира. Добро, што се случува со те природонаучниот музеј таму, како прашуваме? Или тоа не му е... Па мислам дека не види он... Не злобински, како се вика. Пошто е он тие работи. Пошто. Јас знам, се сеќавам 2015 или која беше.
Он беше градоначалник. Нема, знаеш дека стварно може да го викнеме да биде тука подкаст. Имаше Црна листа со Рами Измерко на Радио Лидер и ова добро звучи. Ти знаеш што ќе биде тоа? Ти знаеш какво шоу има да биде? Сигурен сум. Ама сакам ја да го буцкам овде, ме разбира. Слушай, тоа може да иде и билингвално глад. Немам проблем, ја и таму ќе седнем и програм, ама јас сакам да седам да го буцкам. Рами, дај кажи што е ова со ова. Ме разбираш и да почнеме. Во секој случај човеков е феномен и сега тоа е. Едва ја чекам денес да дојде неговата пресконференција да видам што ќе каже. Затоа што знам дека он сега нема да рече ја крив сум ово она. Туку ќе биде нешто интересно, а постои голема веројатност дека он ќе тргне против партијата и нема да поднесе оставка. Да знаеш, дека он каже, мене народ ме бирал. Може и тоа да го каже. Значи, ја и таква шанса постои, ако СДСМ и ДУИ се надеваат дека он ќе си даде оставка за они да немале проблеми со американциве. Мислам дека А слушај, ако вие што се отцепија беа оваа огнените, тогаш овој треба да биде флуоресцентните, знаеш. Можеш да мислиш кое богатство е дрим, тој процес на размножување на јагуливе, па доаѓаат од за цела книга има напишано валјда многу трудови книги за море и тие работи, патот на јагулите, чуда, така натаму и Јадранско море, цел дрим. Да им опалиш ледови. Знаеш дека и овие хидроцентралите имаат специјални тие. Да, за да ги пропуштаат. Да ги пропуштаат. А може за пречак на јагулите он ги направил тие, знаеш. Абе што да ти кажам. Ти циркус е типот. Па на Душица Мрге кој објаснуваше нели иде у студио, купил нова кола, а уди некој. Дека е убава кола. Види го бе, вика колку е убаво. И што не може не пеглан да иде вика со искинати, али што се лоша кола, вика. Господин човек треба. Ја толку се неам смея, види го бе, вика, и овие му покажуваат уживо снимка. Да, вика, сними го, види го бе, вика, колку е убаво. Да, не, тоа е, реков, на Балканот има, ама знаеш што е лошо за таков тип градоначалници, како него? Да, он е таа категорија на, не, сега Бандиче више пре up level, малце го крена, он е некој ниво на Палма. Добро да. Драган Маркович Палма на Јагодина. Тие се вака интересни за медиумите, интересни за кафеанска третман. Проблемот е, знаеш, институции треба да решаваат проблеми. Градоначалник треба да направи систем кај што без да му се јават работиве врват, така? Типа ти Заев која беше у Струмица градоначалник. Да, тоа беше. Знаеш дека решаваше брачни проблеми. И тоа мене ми го има кажувано Заев за брачните проблеми. Ја рекова Холивуд и Боливуд, това не. Да, идат замисли Заев да ти. Фајца фамилија да не ја кажу. И како им го реши? Па мужот смени презимето ли? Не, мужот ја тепал жената. И бил вработен у комуналец. И женава иде кај Заев да каже, вика бе овој ме тепа, муж ми едно друго, и овој ги собира двајцата и вика ако продолжиш да ја тепаш, вика ќе ти избркаме од работа, не можеш да бидеш таков човек. Сега ова е за честитање на Заев, му се заканил, знаеш за да ја смири работа, семејно насилство е неподносливо. И сега има проблем, пошто Заев му забранил на вработениот, му се заканил со губење на работа доколку ја тепа неговата жена, после жена му го тепала тој. Па тој отишел се жалел кај Заев. Значи Заев има решавано семејно насилство, човече. Најсериозно се. И ова ми го има раскажувано мене. Затоа тргна и правосудството да го решава. Затоа тргна и правосудството. Па веројатно по сличен метод. Не може. Сакаше и правосудството да го решава. Инаку во вакви услови кога некој ви доаѓа да ви се жали на семејно насилство, нормален систем, пребувате во полиција, почитувани слушатели. Точно, или во социјални служби си има кој одговорен за тоа, или на крајот на криштата семејства имаат валја. Не е битно, ајде. Нема ово. Не може, Љупчо. Денеска си во елемент, ајде. Не сум ти во елемент, абе не. Сакам слушателите убаво да знаат кај живееме, знаеш, што се расправаме. И дека ова е некој нормален начин на функционирање, за жал, во нашата земја се, тоа е. Америка решил ли брачни проблеми? Ништо чудно, знаеш. Тоа е тој. Тоа е тој нарав. Тоа е тој нарав, да. Тоа е тој пристап кон работите што ги имаат. Жал ми е што луѓето бираат такви градоначалници и луѓе, но еве. Тоа е тоа. Тоа е тоа.
Значи се додека не биде за истото дело мање више што го правил Мерко, значи се додека и Ковачевски, затоа што истото го правил, кој дал на неговата сопруга земјиште, се додека и Ковачевски не биде на црната листа на... Ама не битна да се, на крајот на кривштата треба овдека да има... Има ли во Македонија црна листа, вете, прашам? Има. Знаеш како се вика таа? Како? Се, не го знам стручниот назив. Тоа е она кој идеш во суд да бараш за неосудуваност. Така? Да. Тоа е црна листа и таа е најрелевантна за мене. Сега он има во обвинителство 6 случаи, ниту еден не е процесуиран. Тоа е тоа. Да, еве, поранешниот обвинител од Охрид, сега адвокат за кривично право Војо Димовски во пост на социјалните мрежи јавно му поставува 2 незгодни прашања на државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски, во кој бара тој да одговори колку тој придонел да се зацкријат кривичните дела кои се воделе против стручкиот градоначалник Рамис Мерко, кој се најде на црната листа на САД. И ова е интересно затоа што Димовски од истото обвинителство, од Охридското обвинителство, во Струга не знам дали има обвинителство. Значи ги знае. Димовски го прашува Јовевски дали го спасувал Мерко од затвор преку јавното обвинителство за организиран криминал, каде што сега е шеф кадарот на ДУИ Ислам Абази. Дали директно се вршеле притисок предмет против Мерко кој се однесува на злоупотребата на продажба на општински имот да биде испратен во ОЈО за организиран криминал, каде што истиот потоа е ставен во мраз, прашува Димовски. Тој го прашува Јовевски до кога вака. Димовски, кој самиот е под прогон на обвинителството, го коментира соопштението во кое вината за случајот на Мерко се бара кај обвинителите во Струга, а при тоа се заборава дека него го контролира државното обвинителство. Според него, соопштението е клише. Недозволиво е сета вина да се фрла врз основните обвинители во Струга во услови кога постои републички обвинител задолжен за нивна контрола, како и више обвинителство во Битола, кој е најмногу 2 пати во годината ги контролира истите обвинители. Значи, некој треба да ги контролира и нив и нивното делување. Јас најодговорно тврдам дека во ниту еден од записниците за контрола на Стршкото ЈО не се констатирани недостатоци во постапувањето во предметите против Рамис Мерко. Зошто е тоа така, треба да одговорат раководителите на Вишото во Битола, а особено претходната раководителка како и координаторот на Струшкото обвинителство во Вишото во Битола. Пишува Димовски. Еве, адвокатот Димовски ви ја дава целата командна одговорност поврзана со случаите на Рамис Мерко. Ивица тука негде да гасиме. Па да гасиме затоа. Не, денеска види се надмина себе си липче со јагули, вели? Не само јагулите, туку и ова брачно советувалиште на Зоки. Да. Еј, ба ти не знаеш ти што се види ова талент бе, невиден ерудит бе, имиња решменува. Со Бугарија проблеми решава. На 6-то место има прва девојка. Да. Брачни проблеми, не ова со брачни проблеми ми каде идеш во струмница за решање на брачни проблеми ке Зоран Заев. Ова кога беше градоначалник. Сега ординацијата е затворена сега, добро. Па мислам дека сега он има брачни проблеми по цело време со Филипче. Добро сега. Абе, нивна работа сега. Одиме. Па што? По цел ден се заедно. Сега последно чув дека биле во Палма де Мајорка. На кој време? Добро да се. Убаво поминале. Убаво. Добро. Убаво. Али мушки толку све да се заедно и тоа е веќе сумњиво. Почитувани слушатели, тука е крајот на оваа емисија. Останете со 107,4, ставете subscribe на нашиот YouTube канал.